Итар Пео, лекува селанец укасан од змија. Живееле во Пеовото време двајца браќа и како сите живи луѓе и тие купувале сол. Арнаама им се видела солта скапа, та гледајќи како расте житото, решиле да посеат и сол и да не даваат пари за неа. Намислиле и направиле. Посеале цела нива сол, но на нивно големо чудо не никнала. Ајде белки, семето не чинеше оваа година, си рекле браќата и в година посеале друго семе поодбрано, но и тоа не никнало. На третата година исто. Најпосле си рекле браќата, треба нешто да го јаде семето во земјата, та што не никнува, и отишле на нива да видат што може да го јаде ова семе. Почнале да копаат и случајно удриле на една змија. Ах, еве го штетникот! Радосно извикале браќата во еден глас. Но за да се уверат дека змијата им го пропастила семето, едниот брат му рекол на другиот: чекај, јас ќе ја лизнам змијата, да видам дали е солена. Ако е солена, значи таа го јаде семето. И се наведна да ја лизне змијата, но како секоја змија, така и оваа го укаса овега за јазик. Отровот си го направил своето, и овој почнал да стенка, да овка и да се грчи од болки и тежини и да фрла пена од устата. Здравиот брат се видел в чудо и почнал да го праша укасаниот што сака да касне. Извадил од торбата леп и му подал, но тој ни да го помириса. Белки, сакаш лук, бре брату? Го прашал здравиот и му дал едно главиче лук, но болниот и него не го помирисал. Најпосле го качил на магарето и го однел дома да го лекува. Море му баеле бајачки, море го пеал попот за здравје, море го понадувале со разни понади, но нема лек од ништо. Ех, кога ни тиква, што е тиква не јаде, значи болеста е неизлечива, утврди една од бајачките. Најпосле се сетил некој од присутните да го викнат Пеа и Троманецот. Тој ако не најде лек, отиде човекот, нема спас. Пратиот човек и по Пеа и тој дојде. Го разгледа болниот убаво, ја разбра работата, па им вели: тешка болест, ама ќе се обидам. И го побарал ножот што ги колат маториците, го поднаострил од плочата под огништето и му го даде на брат му. На, рече, пресечи му ја главата да се спаси телото, па после јас друга ќе му турам, ако остане жив. Мавна братот и му ја отсече главата на болниот брат. Почекаа сите околу трупот и бидејќи тој без глава не мрдна, Пео немаше зошто да му клава друга глава на мртвото тело.